Поздрав до вас, почтувани гледачи од општината Богданци. И како доаѓавме од Скопје се понадоле, на југот, едно сонце, една убавина, за мерак, цело време си седиме надвор, затоа што е многу убаво. И си мириса на пролет. Но тука дојдовме со екипата на Вкусот на традицијата да другаруваме со членките од Сдруженијето на пензионери при општина Богданци, да разговараме за подзаборавените специјалитети, но и да направиме некои од нив стари, традиционални, специјално за нашите гледачи. Во денешната емисија Вкусот на традицијата имаме една пресна пензионерка, свежа. Господја Сузана, добре ни дојдовте. Како сте? Добри сме. Како се чувствувате? Вие пред некој ден отидовте во пензија, така? И одма ве зема во Сдруженијето. Нема лабаво, нели? Продолжуваме со работа. Сигурно, вие сте учени, сакате да работите. Така? Да. Сигурно. А сега ве очекуваат и многу активности со Сдруженијето. Ако ќе работиме, само да сме живи и здрави. Да ги поздравиме сите вработени во општината, сега многу ќе ви се израдуваат кога ќе ве видат во емисијата Вкусот на традицијата. За денешната емисија што одлучивте да ни направите? Па да ви кажам, кај нас е застапено сармата. Така. Многу често мислам јадење на маса. Кај мојата баба, мојата мајка, во старите време ја правеше од блустер. Блустер? Што е блустер? Тоа е штавел. Леле, значи во муабетот со вас мене ми треба Google Translate, ми треба блустер. Да, блустер. За штавеот. Да. Блустер, така се вика тука. Тоа е турски збор. Турски збор е, да. Така. Али тоа јадење е било често на нашите. А кога најчесто ја правеле сармата тоа од пред блустер? Великден може да биде посно. Јадење само со ориз и со зеленчук. Така. Ама ете, денеска јас се одлучив да биде од блитва. И тоа е многу, мислам, растение, корисно. И баш се прави во овој период, затоа што е пролет, да иде лето, цело лето имаме исто така блитва. Така. Одлично. И денеска ќе биде јадењето сарма од блитва. Што се ни е потребно да направиме една сарма од блитва? Па најпрво да ви кажам, треба да имаме блитва, млад кромит. Колку блитва, колку зависи колку ви е тавчето. Така, добро. А млад кромит колку треба? Па треба 2 до 3 струка од тој кромит млад. Морков треба, месо. Колку морковче да знаат гледачите? 2-3 морковчиња. 2-3 мали морковчиња. 300 грама месо може и 500. 300 грама може и 500 ориз. Може магданос или... А значи го зборуваме за половина килограм ориз и половина килограм, значи мора да имаме огромна тепсија, нели? Зависи колку. Така конкретно за едно семејство, 4-члено семејство да руча 300 грама ориз, 300 грама ориз и 300 грама мелено месо. Магданос може да биде и димлюс. Димлюс на богдански. Тоа е нане. Нане? И тоа, ние си правиме сокови, во сите јадења си го ставаме. Не сите овие зборови ја морам да ги запишам во мојата нова книга Македонски традиционален готвач, да ги вметнам овие зборови. Така. Потоа треба вода. Потоа имаме солче, вода, црвен пипер, црн пипер. Мешан сув зачи, малку масленце. За готвење и вода. Водичка. А ќе ми треба вода за полевање на крајот, но и вода за обарување на лисја. Сега треба да имаме топла вода во едно тенџере, да ги сечеме дршките на... Ајде, повели, што треба, јас и ќе ти помогнам. На блитвата. Така. Ако, например, овие дршки имаш пашканат, мислам друзи, можеш да се направиш чорба. Од овие дршки да направиме чорба. Млад кромит, пашканат. Се што мислам. Така. Убаво ќе ги сочуваме, ќе направиме чорба од нив. Значи, ти ги сечеш само овие делови, а потоа внатрешниот дел го сечеш? Не. За да тоа е многу здраво за јадење. И него размислам како ќе можеш да ја завиткаш. За да ја завиткам, затоа ја попрваме во врела вода. Добро. Така. Значи водата кога ќе почне да врие,
Колку време треба лисјата да бидат во врелата вода? Лисјата треба да бидат 2 до 3 минути, ако е врела водата и право, мислам, веднаш ги вадиме. Добра. Претходно добро измиени. Да. Тоа е за ново време. За 2-3 минути треба да бидат во врелата вода, да омекнат листовите, се вадат. А може да ни зборуваш на ваш јазик тука Може на да дијалект? зборам. Така. Си ги вареш листовите, ти омекнуваат, си ги вадиш во друго. Многу ми е симпатичен Чија? говорот ваш. Нашиот говорец е многу симпатичен. Ете вака се ставаат листовите. И потоа ќе причекаме да се изладат. Така? Да, додека се изладат листовите, Аха. ние Ние ќе го заедно. запржиме кромидот, Така. ќе ставиме Еве јас ќе ти подготвам, може Да, така? да, може, Малку. може. Малку зејтинче. Зејтинче. Го ставам кромичето тука. Еве тие се веќе готови. Да, ете се готови. Можеме да ги извадиме. Сега идеме следната тура, така? Да ставиме други. Добро. Ова мора и брзо да се работи, затоа што ако ги подзаборавите лисјата во врелата ефтин ќе вода, омекнете, не ќе ништо од може. цармата Да, нема да така, биде, така, така? Те сега ќе ги дадам последните листови. Така. Со барењето на блитвата завршивме. Одлично. Сега ќе оставиме тавчето да се пржа Така. кромидот. Може вака? Може. Ова е младо кромиче, не му треба многу време, Така, нели? Додека се пржи кромидот, си го подготвиме морковот и меленото месо. Така. Па да, сега е времето баш за Да. младо кромиче и греото да ставаме стар кромик, нели во јадењето? Сега оризот или месото го Ние ставате? прави месото да го Прво испржиме. месото. Ми беше интересно, не можам да се сетам само во кој крај, кога се приготвуваше зајрето за сармата. Добро. Од една постара, повозрасна наша гостинка во вкусот на традицијата, со кромидот го стави и оризот. И вака ми кажа, Добро. вика Адријана, кога прво ќе го испржиш оризот, после вика во сармата оризот ќе се двои од месото. Да, ама, например, месото како ќе го испржи со оризот, тој ќе се залепи за таванката. Тоа кога се прави Аха. постна сарма, се притикува така, некоја зеленчукот и оризот, Аха. без месото, а месото Да. треба да се запржи. Да, Или да, па секако. после, Па после... Да, оризот е на крајот. Ја така знам Да. од мојата мајка и баба, а сега не знам. Добро. Може не не, ја мислам дека. Сега доста му е на Доста тоа. му е, да. Значи иде сега Морков. мевцето, морковчето. Јас ќе го ставам наново. Да си собереме дршките од блитвата. Така. Сега ќе си го ставим меленото месо. Дајте. Ох, што убаво си мириса. Еве за младите домакинки еден совет, како ќе препознаеме колку е доволно да се пржи кромидот со мевцето. Па сега месото си ја пуштува водичката и Аха. тој се уште се гледа дека се пржи. Така? Кога ќе се соземе водичката, веќе приметуваме дека ефтен се испржува месото, водата излегува од
месото и после додаваме, мислам, другите состојки што се наред. Да? Може и домата, може и А може и доматно пире да Пире се може. стави, а така. Да, Тоа по желба. да, пожелба така. Добро. Сега да ви ги подадам зачините. Да, Повелете. Мешан суп зеленчук. 1 до 2 лажици Така. суп зеленчук, Еве сол. 1 лажице солче, Бибер. може пиперче, 1 лажице. Ајде, тоа така. А црвено пиперче? Сега на крајот ставаме... Сега е времето, нели? Сега ќе Добро. ставиме оризот. И Макдоносот. Да, може и нане, може и макданос. Што имате дома? А верувам дека е интересен вкусот со домашно нане, па диво нане. Посебно ми е вкусот со Така, нане, водата еве тука, оризот. оризот. Верувам кога ќе направите една ваква тава додека се завртите дома ја нема, а? Да, така. И убава и со кисело млекце. Да. Ми кажавте дека Сега на крај го ставаме црвениот пипер. добро и уште кратко време и веднаш вадите Да. од оганот, Да, така? да. Само промешуваме. Повеќе во овој крај правите од блитва, лозов лист, штавел, Штавел, да. од што најповеќе? Па да ти кажам, Што е најприсутно во богданци? Штавел, Штавел. и лоза лисија. И лоза. Да, младите лозови лисија. Аха. Тоа има тем прекрасен вкус. Мислам сармите со Так. лозови лисија. И кај нас е застапено тоа јадење. И си мешаме еднаш со лозов лист, еднаш со штавел, еднаш со блитва. Значи, дома си го правите тој, без разлика Да. дали е делник, дали е празник, Да, така е. често го правите Да, ова. често. Добро. Дајте јас ќе ви помогнам, сега момент само. Ете така. Еве ви го дава. Тоа може да ја ставам ова на масата. Да. Ете, готова е смесата сега за мутење. И така. Опа, Значи го зимате листот. да. Ставаме од смесата што ни е спремена со мелено мевце. Така. Меркате една супена лажица, Една голема, добра, супена квалитетна. лажица, добро. Зависи листот колку е голем и вака го Прво од виткаме едната ова. страна, па Па од другата. па ова вака. Така. Така. Супер. Си И можеме ги си- редите. Леле, што Готовче. убава зелена боја, значи Да, прекрасно ете, нешто. се, мислам. Да. Сакам по-големите лепчиња да бидат. Ќе гледам. Јас вака да ви ги одвојам. Да. Вака. И побрзо ќе се изладат. Така. Еве ово е голем. Ако се два помали, ќе ги споите, Да, нели? така, така. Дури добив печаток, јас кога ја правам оваа сарма ги вадам. Не. Овие бели делови. Тука, Но ова па баш ова ја е, држи ова сармата ја држи цврста. полно се витамини ова. И ја држи сармата Ја држи свиткана, сармата, цврста ја држи. Гледаш во секој крај каде Да. додиш, имаат свој тертип, значи поинаку, некаде Блустерот вака. мораш да блустерот, штавелот мора да го вадиш. Тоа е Така. покруто, по Така. А ова е тен, мислам, млитаво и
сега листот од наопачки или на лице? Не, на лице. Да. Така, тоа да го кажеме. Да. За да имат ваква убава да. поја. Ова јадење, например, кое е на крајата готово, некои си го поливаат со јајца и со јогурт. Некои не си го поливаат, оставаат вака, изготвено, да си биде зелено. Кај нас во куќата се практикува вака. Затоа што си го јадеме со кисело млекце, јогуртче. Значи, да знаете, посебно ми е мило кога гледат младите домакинки, значи листот се завртува од опачината. Од опачината, за кога ќе се завитка лицето на листот. Суштината, мислам. Ете така. Што убави, Боже, што убави. И така, едно по едно, додека се наполни тавата. Па после ќе видиме што следува. Еве, пред сам крај сме веќе, така? Така. Добро. Тоа не е цело, нема што. Ќе ги ставиш некаде во комбинација, нели? Така. Да. Ох, што убаво изгледа. Прекрасно. Да, многу убаво. Со очите да ги јадеш, Сузана, со очите да ги јадеш. Браво, супер. Па тамани во тепсијата стигна ова. Да, се наполни тепсијата. Кажи ми, на колку степени загреана рерна ќе се пече? На 200 степени, 20 минути доволно е. Да. После ја исклучуваш, Добро, релната, така. додека подистина и така. Така. Топло се јаде. Одлично. Ова е последното. Така. Така. Сега, леле, колку е убаво, погледнете. Прекрасно, како ова изгледа. Сега кажи ми, што ќе ставиш од озгора, ќе ги полеш со водичка. Со водичка. Да, со така, водичка. топла вода. Топла водичка ставаме. Значи, И малку зејтинче ќе му фрлиш од озгора? малку солче. Само малку Значи, ако сол. ставиме 300 грама ориз, ставиме 6, мислам една чаша 300 грама ориз, ставиме 2 чаши вода. Мерката е таа. 2 чаши вода. Значи, колку ориз, дупла вода. Ние тука имавме помалку, Да, добро. помалку имавме. Еве да му малку фрлам. солче, да, од Малку озгоре. сол. И тоа е се. И тоа е се. Значи се гледаме со вас на трпезата, драги гледачи, кога ќе ни биде испечена ова сарма од блитва. Блитва, да. Ти благодарам многу, Сузана. И јас ви благодарам. Што ни беше домаќинка на вкусот на Ви традиција. благодарам и на вас. И посакам уште еднаш да дојдете. И ќе дојдеме. Ајде, Адријана, повелио на нашата сарма. Натримаш димлюз, ориз, се зелено. Пролетно, убаво, вкусно. Браво! А Па вие ќе ќе си потврдите. така. Кисело млекце ќе си ставите. И кисело млекце ќе си ставам и ме радува што сме вака многу собрани, здрави, живи сите. Еви јас да ставам и на тебе да ти ставам од сармичката. Благодарам. И на сите по една сармичка, еви и на председателката Марија, повелете. Ајде натаму, давајте чиниите. На сите. И другите пријателки чекаат исто за сармата да ја пробат. Ајде, нека ви е на здравје. Ручекот. Опа, ништо. Така.
Така, дайте и ова. За сите имали? Ајде Да, сега да си ја пробаме. За така ли е работата? Ево те многу. Снеже, прсти да излижеш, толку е убава. Убави невести, Убаво кажа Снежа. Убави невести, убави јадења. Јадења, Да, така? јадења, да. Прекрасно, Убави прекрасно. Замерак. Да си наздравиме, драги мои. Ајде на здравје. Зарно и за убаво. Преубава е сармата, ти благодариме многу. Благодариме. На здравје на сите. На здравје.